Приказни од тајната градина. Тор дел. Ја разбуди еден прекрасен зрак на сонцето која галеше по лицето. И таа на брзина скокна од креветот и се доближи до прозорецот, а таму се прострираше една преубава гледка. Планината наутро беше уште поубава од тоа што го запамети вечерта. Се насмеа задоволна што е тука, па се симна по скалите. А таму на масата дедо и веќе испремил млеко и доручек, кој се состоеше од парче свежо козјо сирење и свеж леп со путер. Од страната во посебен тањер дедо ставил шумски јагоди и едно јаболко од јаболкницата што беше позади куќата. Хајди пресреќна се затрча и седна на масата да јаде. Јадеше со голем апетит. Одеднаш се слушна мекањето на козите и нивните звончиња. Хајди во еден скок стана од масата и рече: "И јас сум спремна, може да одам." "Но Хајди, ти уште не го заврши доручекот," ја прекори дедо и. Но Хајди веќе истрча надвор и ја гушна козата Лебедко. "Леле Петре, колку ти се забавни пријателите," викаше Хајди. "Ти си среќен со толку многу пријатели?" "Пријатели ли?" рече Петре. "Никогаш не сум размислувал така за нив." "Ама тие толку се прекрасни," викаше Хајди, гушкајќи ги сите кози. "Никогаш не сум размислувал така," мрмореше Петре. "Ама тие навистина се прекрасни." "Би сакала денеска да одиш на планина со Петре?" праша дедото. "Зарем таму горе може да одам?" извика возбудено Хајди. "Може, само ако го слушаш Петре и ако бидеш до него цело време." И тогаш дедото му подаде на Петре една крпа од која доаѓаше пријатна миризба на храна. "Петре, еве ручек за тебе и Хајди." "Ова не е ручек, тука е права гозба," извика Петре, кога ја отвори крпата со храна. Внатре дзиркаа сендвичите со пушено месо, варени јајца и тегличките со природен сок од шумско овошје. "Ова го заработи зашто сметам дека ќе внимаваш на Хајди секоја минута. Пази на не за да не падне од некоја карпа. Ама рачунајте на мене," рече Петро озбилно и ја стави крпата со храна во неговата торба. "Оди ме Хајди," рече со озбилен тон на гласот, а Хајди тргна по него. Така Хајди и Петре се најдоа високо на планинските падеди, каде се пружеше прекрасна гледка. "Не можев ни да замислам дека на светот постои толку цвеќе," рече Хајди додека собираше од цвеќињата. "Козите навистина се пресреќни што живеат тука. И треба да се среќни. Тука имаат храна колку што сакаат да изедат и можат слободно да трчаат колку што сакаат." "А што е тој звук, Петре?" "Тоа е Јаре. Плаче зашто вчера ја продадоа незината мајка козата." "Сигурно и не достига мајка и, о, кутро мало јаренце, а како се вика?" "Се вика Пеперминт, а ти каде одиш?" викна Петре додека ја гледаше Хајди како трча на кај јарето. "Ајде да јадеме, јас сум гладен." "Само ти јади, јас одма се враќам," викна Хајди додека го гушкаше малото јаренце Пеперминт и му зборуваше: "Немој да се грижиш, јас ќе бидам твојата пријателка, јас ќе се грижам за тебе. Ќе се осеќаш ли тогаш подобро? Ние ќе бидеме најдобри пријатели." А Петре не можеше повеќе да ја мисли убавата храна, затоа се најаде сладко и заспа на тревата. "Петре, разбуди се!" Кога се разбуди, Петре ја виде Хајди на работ на една карпа како ја држи козата Лебедко за да не падне. Кога козата се зализга по карпата, Петре ја оттурна нежно Хајди, ја фати козата за двете нозе и почна со цела сила да ја влече викајќи: "Оф, леле ти глупава козо, мислев дека знаеш да пазиш." Тогаш Хајди се наведна на карпата, го фати Лебедко за синџирчето што го носеше на вратот и почна да му зборува на Лебедко: "Ајде Лебедко, помогни ни, ќе паднеш." Козата, како да го разбра зборувањето на Хајди, па со сите сили се потпрена кам чинјата од карпата со предните нозе и отскокна назад каде што ја пречека Петре. Така ја спасија козата. "Глупава козо," викаше Петре. "Ама не викај на неа, зарем не гледаш колку е уплашена?" "Добро, добро, ајде Лебедко, врати се во стадото," рече Петре на козата, па се врати на кај Хајди. "Ти благодарам. Да не ме разбудеше Лебедко, сега немаше да биде жив."
И така Хајди и Петре се отидоа кај козите каде што Хајди се играше со нив. Одеднаш на небото Хајди примети една голема птица. Која е оваа птица? Праша таа. Тоа е орел, грабливец. Епа ајде да го следиме. Не можеме да го следиме. Тој живее на врвот на планината, таму ни козите не можат да се качат. И ајде Хајди, време е да се вратиме, да ги вратиме козите дома. Хајди тргна по Петар, но ја сврти главата назад и одеднаш рече: Петре, види планината гори. Хајди, понекогаш си смешна. Не гори планината, туку тоа е заоѓање на сонцето. Сонцето кога ќе се скрие позади планината. Петре, сакаш да кажеш дека вака е секој ден? Па, скоро секој ден. Би сакала секогаш да живеам тука, воздивна Хајди гледајќи ја прекрасната гледка. Но веднаш потоа се стрча за да го стигне Петре со козите. Се вратија кај куќата го видоа дедо и како седи пред куќата и загрижено ги чека. Дедо, викаше Хајди оддалеку, не знаеш колку возбудлив ден беше овај. Ги видов најубавите ливади прекриени со цвеќе, па орелот, а планините изгледаа како да горат. Дедо, го видов најубавото место на светот. Може ли пак да одам утре таму, раскажуваше возбудено Хајди. Па не гледам зошто да не може. Па тоа е прекрасно, Петре, скокаше Хајди од радост и го фати Петре за рацете, па почна со него заедно да подскокнува од радост. Додека вечераа со дедо и Хајди радознало праша: Дедо, зошто орелот така крика? Крика зашто им се смее на луѓето што живеат заедно во градовите. Тој знае колку е убаво да се живее во планините и колку се глупави луѓето што живеат во загадените градови. Дедо, мислам дека орелот е во право, се насмеа Хајди. И јас исто мислам, рече дедото, и двајцата сладко се насмеа. Така Хајди и незиниот дедо продолжија да живеат заедно среќни во куќичката на планината. Хајди секој ден одеше заедно со Петре и со козите на убавите планински падини и уживаше во секоја минута што ја поминуваше таму. Со Петре станаа многу добри другари. А приквечер кога се враќаа, дедо им ги чекаше пред куќата и Хајди силно го гушкаше и му кажуваше дека многу го сака. Затоа што домот е љубов. Дом се најмилите луѓе што се грижат за тебе. Дом се и луѓето што вистински те сакаат и те прават среќен. Дом е и прекрасниот воздух и животните и птиците прекрасно што пеат околу тебе. И погледот што го имаш кон звездите навечер. Сето тоа се вика семејство, дом. Ето поминуваше брзо за среќната Хајди, па помина летото, есента и дојде зимата. Снегот ги прикри падините, дрвата, куќата на Хајди и се беше под снежна покривка. Еден ден додека Хајди седеше со дедо и во топлата куќичка, каде гореше огнот, влезе Петре. Хајди, викаше тој возбудено, бев во школо. Во школо ли? Тоа мора да е забавно. Сигурно е весело да се играш со децата од школото. Ама јас повеќе сакам кога сум со козите, одговори Петра. Ама сега, ако сте со козите, ќе имавте смрзнати кози, се насмеа дедото. Влези, Петре, го викна дедото. Ајде да доручкуваш со нас. Топол оброк никогаш не одбивам. Така мала, така мудар, се насмеа дедото и сите влегоа внатре. Додека вечераа Петра ја праша Хајди: Баба ми прашува дали би сакала да дојдеш кај нас на ручек. Знаеш, ние немаме многу храна, ама запелтечи Петре. Одиме одма, викна Хајди. Зарем одма, рече дедој. А што мислиш да одиш утре? Праша дедој. Леле, едва и чекам, подскокна среќно Хајди. Вечерта Хајди праша: Дедо, дојде ли утре? Не, Хајди. Прво треба да помине ноќта па да биде утре. Знаеш, Хајди, не сум баш сигурен за ова. Не се согласувам баш најдобро со луѓето од селото, а и тие не се согласуваат со мене. Ама се сложуваш со мене, дедо, и со Петре. Тогаш, вака ќе направиме. Ќе те однесам долу и ќе те оставам, па ќе дојдам по тебе попладне. Во ред, дедо, се сложи Хајди, а дедото само воздивна. И така следниот ден почна нова авантура на Хајди. Таа и дедо и се возеа со санката по снегот,
А Хајди весело извикнуваше: "Зар не е забавно? Прекрасни беа глетките што ги виде Хајди додека се спуштаа со санката, па таа занемуваше од убавината што ја виде." Кога стигнаа пред куќата на Петар, дедо ја остави пред вратата и рече на Хајди: "Не заборавај, ќе дојдам по тебе пред да се стемни." Кога влезе внатре, Хајди извика: "Добро утро, јас сум Хајди и Петар ми рече дека сте ме викнале на ручек." "А, дојде Хајди. Петар цело време ми раскажува за тебе. Ајде, дојди поблиску да те видам." Кога Хајди се доближи до бабата, таа ги пружи рацете и од кога ја допре со рацете рече: "Колку си малечка, сама ли дојде?" "Не, дедо ме донесе." "А тој тука ли е?" "Не, па зарем не гледате дека не е тука?" "Не, мила, јас ништо не гледам." "Па не е ни чудно, тука е многу темно. Сега ќе ги тргнам завесите." "Тоа нема да помогне, Хајди. Јас и понатаму нема да гледам. А ако ги запалам свеќите, ти ќе можеш да ги запали сите свеќи на светот и понатаму нема да гледам. Слепа сум. Но гледам јас на друг начин. Кога ќе слушнам убав збор, ја гледам светлината, а пријателската рака ја осеќам како топол допир од златното сонце. И па тогаш јас ќе ве гушнам и ќе ви зборувам секој ден, бабо," рече Хајди и ја гушна баба му на Петар. "Фала ти, Хајди," слушна гласот на бабата. Кога дојде дедо и по Хајди, таа му рече: "Дедо, утре мора да се вратиме и ти мора да земеш алат со тебе. Баба му на Петар не може да спие зашто капаците на прозорците ужасно тропаат. На кровот има многу дупки, а зидовите цвират од сите страни." "Ма тоа, Хајди, не е наша куќа. Те молам, дедо, те молам, помогни." Нешто ми кажуваше дека на крај ќе платам за ова цимнување. "А значи ли тоа дека се согласуваш?" "Па, така некако, ќе почнам утре." И така следното утро дедото веќе беше на кровот од куќата и го поправаше. За тоа време Хајди седеше во куќата со бабата која што ткаеше. До вечерта целата куќа беше стегната. Од никаде повеќе не дуваше, а бабата се смееше кога ги испраќаше. Времето поминуваше и набрзо снегот почна да се топи. Песната на птиците срамежливо да се слуша. Полека доаѓаше пролета. "Дедо, мораш утре со мене и со Петар во планините," викаше Хајди по дедои. И додека тие зборуваа на патеката, се појави една жена. Кога се доближи до нив, сватија дека тоа е тетка Дета. "О, Хајди, колку си пораснала и колку добро изгледаш." "Мора да ви признам дека добро сте се грижеле за Хајди." Планината и Хајди добро се согласуваат. "Ама јас носам прекрасни вести. Најдов семејство кое што ќе се грижи за Хајди. Една моја пријателка има дете на кое што му треба друштво. Па јас одма се сетив на Хајди." "Ама ова е мојот дом," одговори Хајди. "Тие живеат во една преубава куќа во Франкфурт и тоа ќе биде многу добро за Хајди." "И многу добро за тебе," налутено рече дедото. "Колку те платија?" "Гледам дека не сте се промениле, ама не е важно. Ајде, Хајди, одиме." "Не, Хајди останува овде. Доаѓа со мене. Време е да научи да чита и да пишува. А тоа не може овде обкружена со кози." "Јас знам што е најдобро за Хајди," викаше луто дедото. "Не ме терајте да одам на суд. Имам документи кои тврдат дека јас сум нејзин законски старател." "Не го кажа тоа кога ја остави. Ха, само додека не и најдам дом во кој што ќе живее. Е, сега и најдов дом и ќе ја земам, освен ако не сакате да ви донесам полиција." "Земи ја," рече луто дедото. "И оди си од оваа планина," викаше тој луто. "Ама дедо," плачеше Хајди, "не сакам да одам никаде." "Ајде, Хајди, оди ме. Зарем не слушна дека не те сака овде?"
Го рече тоа затоа што се налути. Слушај ме, хајди, ова е за твое добро. Земи си ги работите и оди ме на воз.